Ви благодарам, председателе. Колега Сугарески, луѓето, политичарите се паметат по своите дела. Кога сте имале можност, ништо не сте изградиле, а камоли универзитет да сте изградиле. Напротив, деновиве рушите. Рушите она што припаѓа на сите граѓани на Република Македонија. И колега Сугарески, за жал, по тоа ќе бидете запаметени. Порушењето. Еве и денес во интерпелацијата ја напаѓате колешката Олга Најденовска заради тоа што поддржува изградба на нов универзитет во Република Македонија. Читајќи интерпелацијата, за жал морам да констатирам дека стилот на изразување, речникот кој што сте го користеле, единствено што можам да кажам е дека се срамам што сум дел од овој пратенички состав кога е поднесена ваква интерпелација. Затоа што во овие 5 години откако сум во Собранието на Република Македонија, по-конфузен текст во Собранието не сме сретнале. Вашата интерпелација не изгледа дека е поднесена од интелектуалци, пратеници, туку како да сте нашли некој од улица. И читајќи интерпелацијата, очекувам ниско ниво на дискусија денес и најверојатно ќе го достигнете и врвот. Колега Сугарески, се обраќавте на колешката Најденовска со зборови кои што не сакам да ги изговорам, да ги употребам за нито еден човек. Се обраќавте на колешка со голем авторитет, на колешка која што има постигнато голем успех во целото свое професионално работење. Вие во вашето обраќање денес потврдивте, односно рековте: времето на комисијата претениците на СДСМ не го почитуваат. Можам да кажам само едно браво за координаторот на опозицијата Сугарески. Сугарески го потврди само она што опозицијата го прави. Хаосот на улиците, меѓутоа и хаосот во Собранието на Република Македонија. И колега Сугарески, единствената криминална банда во државава е токму вашето раководство. Дали сте свесен дека вие денес браните статус-кво ситуација, дека сакате да уништите судбина, иднина на многу млади луѓе? Дали сте се запрашале колку судбини на многу студенти, на многу млади луѓе во Република Македонија е уништена овие денови? Односно, вчера и денес, еве, дали случајно во себе си поставивте прашање колку студенти не го завршиле економскиот факултет и зошто? Ви благодарам.